Истражувањето на водите од 2021 година покажуваат дека Дојранското езеро е загадено со тешки метали и фекали. Токму затоа, до крајот на годината ќе биде пуштена во употреба пречистителна станица која што ќе го заштити живиот свет во езерото. Ќе беа ангажирани експерти, компанија која што испитуваше што е подобро, кое решение најисплатливо. Ова е застарена пречистителна станица која што ние имавме, изградена пред 40 и кусур години, кој што навистина работеше по стари методи и имаше големи издатоци за електрична енергија. И излезе дека е подобро да се изгради нова пречистителна станица, модерна, софистицирана, која што ќе генерира помалце трошоци за електрична енергија и ќе дава подобар квалитет на отпадните води. Заштитата на електрична енергија секако услов. Услов беше при изградбата на пречистителна станица, но имаме предвидено и изградба на фотоволтаична централа која што ќе биде во сопственост на комуналното претпријатие и истата треба да му помогне. Податоците од Министерството за животна средина покажуваат дека до 2017 година само 13% од канализацијските води завршувале прочистени во реките и езерата во Македонија. Езерото добива целосна заштита од аспект на загадувањето од отпадните води и не само овој дел, со истиот проект направивме целосна канализациона мрежа и во околните села кои што на некој начин со подземните води директно или индиректно загадуваат во езерото. Дел од средствата се обезбедени од Словенска амбасада, дел се од владата. Целата финансиска конструкција е некаде околу 4,5 милиони евра. Со истите средства го реконструиравме фактички колекторскиот систем, односно цевководот, со модерна цип метода, така да ние како општина ни останува уште едно село кое што треба да го опфатиме, селото Николич. Со изградба на канализациона мрежа имаме спремни проекти и се надеваме дека ќе обезбедиме финансиски средства за да го реализираме и тој зафат.